Сведоци сме на Илиндинската охридска бомба од граѓани од целата држава, кои што решија да го поминат празникот и да ги уживаат убавините на Охрид и Охридското езеро. Температурите беа поволни, градските плажи преполни, хотелите букирани, додека пак масите од туристичките објекти целосно резервирани. Меѓутоа, гужвите на плажите, неносењето маски и недржењето дистанца, според изјавите на стручните лица, информираат јавноста дека за 2 недели ќе врије така наречен Охридски кластер. Последиците од непочитувањето на мерките од овој викенд ќе резултираат за околу 2 недели. Покрај вревата и толпата од народ кој што ги уживаше убавините на Охрид за време на продолжениот Илинденски викенд, граѓаните на оваа туристичка атракција строго го искажаа својот револт на социјалните мрежи. Несовесни граѓани зад себе оставиле големи количини на отпад, како на улиците, така и во водите на Охридското езеро. Но среќа во целиот овој хаос е дека се уште има лица кои што се грижат за одржување на здрава животна средина. Одек на видео на социјалните мрежи, како во раните утрински часови, младо момче помага и го собира целиот отпад на оние луѓе кои што го оставиле зад себе. Дали личи тоа на нешто? Ево, ова ние го фативме ова паркче. Ова ко паркче, како што гледате, се исчистивме. Се исчистивме ова што гледате. Појмете на наредно ова паркче. Во ова паркче нема да толку џубре. Да се мали река. Конечно мирен Охридски терен после Илиндинската бура од граѓани, се уште има посетеност на туристи, меѓутоа се гледа значително намалената гужва.